Селата во Македонија. Козица. Селото се наоѓа во областа Копачка, во јужниот дел на територијата на општина Кичево, во јужниот дел на Кечевската котлина, чиј атар се допира со подрачјето на општина Деврца. Селото е ретско, на надморска височина од 740 метри. Од градот Кичево е оддалечено 13 километри. Селото Козица се наоѓа во долината на Козичка река, која е десна притока на Беличка река. Местоположбата на селото е поволна од стопански цели. Околни села се Свињиште, Белица и Кладник. Козица е од многу збиен тип. Постојат две маала, горно и долно. Во маалата, родовските куќи се поблизу една со друга и се групирани. Селото поседува две чешми со природна минерална вода, а во атарот на селото се наоѓа и извор со природна минерална кисела вода. Во неговиот атар се наоѓаат и две пештери, а една од нив е истражувана од друштвото на истражувачи Бистра од Битола. Истражуваната пештера се нарекува Динчеица. Постарите мештани во селото велат дека селото било основано по уништувањето на старото соседно село Лакаица, кое во моментов е археолошко одредиште од бронзено доба. Легендата за ова село е дека еден овчар од селото Лакаица го пасел своето стадо на пасиште во денешното село Козица. Девојка била испратена да му однесе храна и вода на сточарот. Не знаејќи што ќе се случи, штом девојката заминала да ја однесе храната кај сточарот, селото Лакаица било запалено од тогашните поробувачи. Девојката останала кај овчарот и зачнала семејство во денешно Козица. Се хранеле со природните блага и со производите од стоката. Традиционално во селото има прослави и собори за Петковден, која е селска и црковна слава, и за Илинден, која е селска слава. Од селото Козица потекнува и Јордан Пиперката, големиот македонски војвода и учесник во Илинденското востание. Се родил во село Козица на 23 јуни 1870 година. Неколку успешни битки го карактеризираат почетокот на Илинденското востание во Демир Хисарскиот крај и во Кичевско, но неповолните вести за положбата на Крушево продолжиле да пристигнуваат. Републиката вивнала во пламен. Војводата Јордан и другите тргнале кон село Белица. Преку местноста Скакало и каменестите врвови на село Големо Церско. Реонската чета дошла до местноста Грнчарец, над патот Кичево Битола. Оттука имале добар поглед на голем дел од реонот, особено на патот за Крушево, преку Цер, Сълп, Големо и Мало Церско. Со востаниците било избегано целото население од Сер. Во селото станале само болни и немотни старци, кои биле зверски измачувани од турците, а селото било запалено. Јордан Пиперката застанал на чело на една група и се упатил кон Цер, но биле забележани и биле нападнати. Меѓу селата Сълп, Големо и Мало Церско започнала борба, а аскерот започнал да стрела и со топови. Четите од Грнчарец се упатиле на помош и судирот се заселил.
Сите опколени успеале да се повлечат, освен тројцата загинати, меѓу кои бил и војводата Јордан Пиперката. Тој бил закопан во местноста Черешна, во блиската околина на селото Вилмевци, место од каде што се гледа целата околина како на дланка, а на војводата му е подигнат споменик, кој се посетува од мештаните на околните села секоја година, традиционално на 2 август.